Дечки, денес се потврди Тоа вашето сме ми. истражувачко новинарство за ТОЕФ денес хаос собрание за АНБ. Да. ТОЕФ е фейк. Панче Тошковски МВР имаа соопштение у кое што кажа дека е отворена истрага за ТОЕФ на Бојан Христоски. Ја очекувам дека Панче ќе се истера до крај работата и нема Штаботомски да ја тера приказката. Ако може да МВР да поднесе 4 кривични пријави за истиот сертификат од истото јазично студио у Пловдив, тогаш ќе поднеси за овој. Исто е. И тие се граѓани на држава и овој е граѓани на државата. И тие се одговорни преди си закон и овој е одговорен преди си закон. Очекувам дека истрадата ќе заврши со МВР на вистинската страна, а не злоупотребена. Да видиме како Христијан Мицкоски се наоѓа во две агрегатни состојби во истовремено. Он е во Пушти гасна го. претежно. Убеден сум дека во периодот кој што следи во заеднички разговори дека конечно после 2,5 децении патот на Македонија до полноправно членство во рамките на Европската унија ќе биде широко отворен и со цела сила се обидувам да издействувам фер и достоинствено решение и барам шанса Европа да ги слушне нашите аргументи. И не велам дека со голема сигурност ќе го убедам светот. Разговорите кои што се водеа во Берлин ме прават многу поголем оптимиста од тоа што бев претходно. Не сум сигурен дали ќе успееме. Иако даваме се од себе. После овој состанок на Европската политичка заедница овдека во Будимпешта сум уште повеќе оптимист дека мора да не биде и Сега не си сигурен дека ќе успееш или мора да не биде и ќе не биде. Зашто аце стои да го прочитам. Зашто Не не сигурен. партиската политика деца без 2 денари произведени во Македонија се пратеници? Зашто не би слушал кога он таква плата би заработил никад? Така е. Мицика Мичо образложи го брат. А во исто време и оптимист и песимист. Имаше еден коментар non-binary дека е. И веројатно има некое. Он не бира у кој веце ќе иде, машко или Да. женско исто му се Да. фаќа. Да, особено после 5 раки. Кој ти си до веце, нели, притиска таа ракијата. Не Пивото на поиш. колку јас секогаш што да му машко веце. Да. Не, ама поентата е, ова е денеска, значи каде што не е сигурен, е денеска снимено. Наставно се нарекува Скопје се буди, организирано од градскиот комитет на ВМРО ДПМН, прослава по повод денот на ослободувањето на Скопје, 13 ноември, да им го честитаме на сите граѓани и на скопјани. Поентата е, он денеска излегува и вели ние имавме дипломатски напори и така натаму и све, но не сум сигурен дека ќе успееме. А претходно, кога се врати од Будимпешта, кога разговараше со Макрон, Значи трагедијата кај Мицика е тоа кажува што дека е оптимист, дека ќе успееме, мора да зависно од потребата, зависно од намената, зависно од тоа кај се наоѓа, таква изјава дава. И многу е јако што тоа успева да го продаде и луѓето забораваат. Значи пред 2 дена кажа едно, сега кажува друго. Значи сега бил оптимист, пред 2 дена беше оптимист, денеска вика па тешко. тешко. Како да ви кажам, ама они одат на таа додека не ја сватите, јеби га. Они сега, бидејќи ние ќе ги фатиме сега уваква приказка, дека едно кажуваат пред 2 дена, денеска друго кажуваат, сега ние ќе трето ќе бидеме, кажа. сега ние ќе бидеме лоши, ние ќе бидеме платеници и така натаму, и вие нема да се занимавате со тоа што кажал Мицкоски, него ќе занимавате дали ние сме платеници или не сме платеници. А он ќе лаже, ќе краде и ќе манипулира народ. Сваќате што е поентата? Се галами, со прсти се покажуваат кои биле, демек, платеници биле, а он краде. И секој ден, секој саат има различни изјави. Зависно кај се наоѓа. Он сега да отиде у месен комитет у Лисиче, ќе збори дека влагаме со тенкови ќе влеземе на ДВБ. на Пловдив. Ќе ја бараат Јулија. Тоа таму ќе го каже. Ама ако отиде на пример у центар ќе каже не, ќе идеме у Европска унија, нема што, бугарите се окей.
Тоа ќе го кажа. Тоа е. Ние збориме за таков човек. Да, ама и ова денешна изјава бари една посериозна анализа, а тоа е дека очигледно сите оние бродови кои што ги имаше ВМРО ДПМН по однос на вклучување на бугарите во уставот со одложено дејство се потонати. Затоа он кажува ние ќе се бориме понатаму и така натаму, но не сме сигурни дека ќе успееме, иако претходно 20 изјави имаше, ова се само дел, 3 кои што ги најдовме пред емисија, затоа што тоаш го гледавме видеото, видеше до пред малку во живо. Значи 20 изјави кај што кажува дека е голем оптимист и бара да му се даде време на времето. И сега се изгубени месец, два, сериозно време затоа што Албанија веќе ги почна преговорите со Европска унија, за да дојдеме пак на истото, за кое што ние предупредувавме дека ќе се случи, а тоа е дека ќе има внесување на бугарите во уставот на начин што ќе се дадат некакви гаранции, еве сега Трамп е на власт, не знам, во САД, нашите од ИПП се во Европска унија, они ми кажаа дека немаме гајле, дека нема Бугарија да ме блокира. И може Бугарија ќе не блокира, може и нема да не блокира понатаму на европскиот пат, но он тоа ќе го презентира како победа. А што е ова тресела Гога според Твитер штабови? Гога тресела нешто. Што тресела Гога? Не знам, ќе проверам додека иде другото видео. Сакам да го погледнеме. Мицкоски, тоа беше изјавата беше дадена кога се врати практично од Унгарија. Дел од неговиот оптимизам го пуштивме во ова монтирано видео. Дај да ја видиме оригинално изјавата што вика за ова. Сега ќе ја пуштиш да Смут вика капа доле за ова без страст борите за се имате муда лал вера. Фала ти, брат. Фала ти за шове храброст треба да се избориш, брат. Да го видиме како беше. Само да го видам. Видеото кој беше? Кај е долгото видео 3 минути, ми го немаш овде пуштено на листата кај што објаснува за бугари во устав збори. Вика, дечки, денес се потврди Тоа вашето спреме. истражувачко новинарство за ТОЕФ, денес хаос со собрание за АНБ. Да, Ќе го коментираме и тоа тоа. коментираме. Да. Тоа е фотото е фейк. Панче Тошковски МВР имаа соопштение у кое што кажа дека е отворена истрага за ТОЕФ-от на Бојан Христоски. Значи, чекаме. После ќе го коментираме. Е, Да завршиме со тоа. Значи, ја очекувам дека Панче ќе се истера до крај работата и нема Штаботомски да ја тера приказката. Значи, министер за внатрешни, МВР, ако можела МВР да поднесе 3 кривични, 4 кривични пријави за истиот сертификат од истото јазично студио у Пловдив, тогаш ќе поднеси за овој. Исто е. И тие се граѓани на држава и овој е граѓани на државата. И тие се одговорни преди си закон и овој е одговорен преди си закон. Очекувам дека истрадата ќе заврши со МВР на вистинската страна, а не злоупотребена. Ајде да го видиме видеото кај што ја толкува оваа нова европска комесарка Марта Кос. Го повикала амбасадори, штаб ботовите кога тресеа најако. А завршени ме мандат. Мандатите не се завршени, не отповикала на ништо. А тие амбасадори се тамо, не се тамо, исто ни се фаќа, а и новите што ќе ги донесат во главном ќе биде исто да ни се фаќа, затоа што Македонија нема сериозна дипломатска Гордана Сијановска Давкова нема отповикано никакви амбасадори, завршени им се мандатите. И вратени се. Да. Само кога завршуваат мандати, председателот го известува председателот на државата кај што се амбасадорите дека на нив акредитивните писма веќе не им важат, тие се враќаат назад. Агреманите акредитивни писма. И се враќаат назад. Толку. Не отповикало на никого, завршиле мандати. Јака муда. Мислам што направила. Еве и да ги отповикала. Многу јако. Многу јако. Абе за Марковски истрага има ли? Ке го апсите ли Марковски? Тоа не е сега амбасадорите. Да ги расипат односите со Белорусија. Ке ги апсите овие криминалците за кои што зборивте? Нина Групер, еве сега се сликате со Нина Групер, не знам таму кои беа други. Нефи, Мефи. Тоа што ќе правите? Многу јако амбасадорите. За вториот мандат. Ај бркете работа, ајде не туку правите многу се заузети со работа. Ајде да видиме Мицко како ја толкуваше Марта Кос пред само неколку дена пред да стане песимист. Во делот на политика имавте состанок со Макрон.
Во контекст на изборите во САД и неговата изјава дека ЕУ треба да биде сега се што ја не е повеќе вегетаријанец, односно да се случи некаква реформа во Европската унија, што ова ќе значи за македонската ЕУ интеграција, особено имајќи предвид дека и новиот предлог за еврокомесар за проширување КОС изјави дека од Македонија се очекува уставни измени, ништо повеќе, ништо помалку. Па добро, јас ја разбирам еврокомесарката во својата изјава, сепак таа требаше да го помине хирингот на кој што требаше да гласаат и европратеници од нашиот источен сосед. И тоа е во рамките на таа димензија и мислам дека кроз таа оптика таа ги гледаше тие пораки. И јас кроз таа оптика ги гледам тие пораки. Убеден сум дека во периодот кој што следи во заеднички разговори дека конечно после 2,5 децении патот на Македонија до полноправно членство во рамките на Европската унија ќе биде широко отворен и ќе се вреднува врз основа на постигнувањата и компетенциите, а не поради билатералните прашања. И убеден сум дека ќе успееме во сето тоа. Јас мојот оптимизам го темелам врз основа на сите оние средби кои што, речи си 5 месеци ги имам откако сме како влада. Успеавме да се сретнеме, би рекол, со сите релевантни светски лидери за толку кратко време, нешто кое што порано не беше возможно ниту во еден мандат, ние за помалку. Пред 2-3 дена оптимист, сега не е сигурен. Марта Кос дала таква политичка изјава за да гласаат бугарските европратеници за комесар за Ама проширување. го коментираме вчера, тоа така е тоа. Ова изборите се уиздаглавие. Кајасо Николевски, глупости. Не, ова иде дополнително у прилог на тезата што ти ја збориш. Дека Ама он каде? дава изјави по потреба. Нема суштина во тоа што го збори. Нема вистина во тоа што го збори. Дај да го погледнеме и Таравари што кажа Само за да уставните кажам, измени. еве ви ги овие маиците, дизајните, значи тие може бидат и маица и блузон. Бројот за нарачка на вакви маици е него доле, на Вибер пишувате која маица сакате или блузон, со која дизајн, величина, број за контакт, име, презиме и адреса. Да. Ајде да го видиме Таравари што кажа. Чекај, што се однесува на амбасадорите, само да не заборам да кажам, ако тресела Гога, зашто беше Преса Јусуфи од Косово не ја повлекла? Они збореа против неа? Таа дуј. Може сега увлен. Може увлен. Сега многу јаки кадри сега, ќе извадат. Сега ќе извадат 10 кадри дипломати какви што нема видено Македонија, значи Кисинџер е гола вода за нив. Ајде да видиме Таравари како го кажа како тој со гулабите. Do të ketë ndryshime kushtetuese, mendoj. Unë jam shumë optimist se deri vitin e ri do të gjejmë mundësi për ndryshimet kushtetuese. Në parim nuk ka asnjëfar problemi për zgjedhje, po para 5 muajsh kishim zgjedhje. Zgjedhje kemi edhe vitin e ardhshëm, në vitin 2025, po janë zgjedhje lokale. Edhe nëse kemi sot zgjedhje nuk ndryshon diçka bindshëm. Unë mendoj se do të ketë ngjarje interesante këtë periudhë, kështu që t'ja lejmë kohës edhe të shohim partita do të kërkojnë zgjedhje përsëri mbas vitit. Избори. Ама ќе имало интересни настани до нова година да видел дали ќе барале други партии пак избори. Ова е кон некој вид на своја видна закана кон опозиција, ама ќе видиме колку ќе се ефектуира таа закана. Што се однесува до тоа, Таравари цело време го повторува тоа дека во декември ќе отпочне процесот на уставни измени. Очигледно е дека бугари во устав нема влезат со одложено дејство, кое би било другото решение. Мислам дека треба минимум транспарентност од страна на владата по однос на ова прашање, затоа што токму по ова прашање ВМРО ДПМН доби најголем дел од гласовите. Затоа што се спротистави на францускиот предлог и се спротистави на внесувањето на бугарите во устав. Салто мортале по однос на оваа политика би значило целосен крах на она што го понуди ВМРО ДПМН во својата изборна програма. Така да, мислам дека ова многу важно прашање и дека треба да се аргументира пред целата македонска јавност и се каже што се разговара на тие средби, зашто е Мицкоски еден ден е оптимист, друг ден е песимист.
Да видиме и Мицковски што вика. Приметувате ли вели Мицко кога ќе рече видете одма знаеш дека ќе излежа за кога моветот е дека е процедурално ваму се дига фама. Ама они немаат со што да дигнат фама, они немаат што да изрекламираат. Значи што ВМРО ДПМН или градоначалниците на ВМРО ДПМН имаат да се пофалат. Значи они немаат со што. Они немаат проект, они немаат успешна политика. Значи 200 дена се влада, они немаат успешни политики. Они немаат проекти, они се 3 години на локална власт, они немаат еден проект. Мора Мицика да иде да отвара љуљашки или изгалици за деца. Клацкалки. Значи они немаат еден успешен проект. И нив им е прост, елементарен, како да кажам, муабет. Они мораат нешто да измислуваат. Завршиле мандати, кога тресела бе? Шо тресела кога жити све? Шо тресела кога? Шо тресе, шо истресла? Не знам. Шо тресел Панч? Или Мицко? Значи сега да направиме ваков муабет. За 3 месеци у Скопје имаш преку 30 пукања. Ја правиме статистика. Преку 30 пукања имаш, 5-6 имаш жртви. За 3 месеци имаш 3 или 4 бебиња кои што го загубија животот на детска клиника. Арбен Таравари излага и објаснува мрси муда. Абе човек, деца ти умираат на детска клиника. Ја не знам СДС шо прави по ова прашање. Значи за 3 месеци ти умираат 3-4 деца. И ти излезаш и тераш политика, нешто ми изиграваш смакфейс, нешто многу големиот политичар. Ашљак, треба оставка да си дадеш. Оставка треба да си дадеш ти или директорот што ти го постави. Со братучетмук шеф на кабинет да му биде. И дуи не ги разбирам ја, и дуи СДС, ја не знам, они фокусирани се веројатно ова бугарите. Абе луѓе, гледате ова што прават. 3-4 деца им умреа за 2-3 месеца. Па дали сте здрави? И излага уште он објаснува муде за бубрези дека политики он ке терал избори, бугарите ќе видиме. Ти не си министер за бугарите, ти си министер за здравство. Ова да беше у време на Никола Тодоров, до сега ќе имаше онде ќе гореше клиника. Бе. Да бе, деца му умираат, тој археолог албанец. Ја не ги разбирам и езде, шо правите вие бе? Шо правите? Еве и дуи. Политички противници ви се, шо правите? Па и левица. И левица исто. Нели гледа, мислам, не ви текнува. Денеска седите, треба да направите план. Шо ќе правите денеска? Нели? Прес, сообщени. Мислам, не читате, не гледате што се случува.